Во завршна фаза е подготовката на буџетските планови за наредната година во општините од регионот, при што дел од нив веќе одржаа и процедурални и јавни расправи. Подршка за нацрт буџетите треба да дадат општинските совети, а на последната седница на Советот на општина Кочани беа представени глобалните рамки во планирањето на приходите и расходите за наредниот 12-месечен период. Од она што беше презентирано пред советниците, заклучок е дека за 2023 година локалната власт планира слично ниво на капитални расходи од основниот буџет, односно околу 43,6%. Тоа представува пораст од околу само 1% во споредба со оваа година. Ова значи дека ќе нема значително зголемување на активностите што се реализираа во годината што изминува, иако од општинската администрација нагласија дека се задржува високото ниво од близу половина од расходите што ќе се наменат за капитално инвестирање. Капиталните расходи на општината во основниот буџет представуваат 43,63% во нацрт верзијата, додека тековно оперативните расходи 56,37%, односно од вкупниот буџет капиталните расходи се 19,07%, додека тековно оперативните расходи се 80,93%. Задржано е нивото на високо ниво, близу 50% на капитални расходи. Вкупниот буџет за наредната година се планира да биде повисок за 10% во однос на тековната година. Дел од порастот на приходите се должи на очекуваното зголемување на износот што општината ќе го добие од данокот за додадена вредност. Деталната расправа за буџетските приходи и расходи Советот ќе ја има на седница што ќе се одржи на 5 дена пред новата година. При тоа пред советниците ќе се најде подетален преглед по ставки според посебните развојни програми за кои ќе се наменат парите. Управниот одбор на јавното комунално предпријатие Солидарност од Виница донесе одлука за зголемување на цените за собирање и транспорт на комуналниот отпад од индивидуалните и колективните објекти за домување, како и од стопанските субјекти. Според одлуката, од почетокот на идната година домаќинствата ќе плаќаат по 3,5 денари од квадратен метар стамбена површина, при што максималната граница ќе изнесува 120 квадратни метри. Граѓаните кои живеат во колективни стамбени згради ќе плаќаат дополнително за уште по 10 квадратни метри, што се сметаат како заеднички корисни површини, односно скали и ходници. Надоместокот за правните лица пак ќе изнесува 10 денари од квадратен метар за деловни простории и уште по 2 денара од квадратен метар за дворна површина. При тоа максималната граница за деловните простории е определена на 3000, додека на дворната површина на 5000 квадратни метри. Причините за покачување на цените се разбирливи, велат од управниот одбор на комуналното предпријатие Солидарност. Ако се има предвид поскапувањето на моторните горива, електричната енергија и на останатите енергенси, тоа требаше да се направи уште во март годинава. Сепак, управниот одбор го одложувал поскапувањето за да се избегне ценовниот удар врз домашниот буџет на граѓаните. За да се намалат загубите во предпријатието пак, неминовно било да се донесе одлуката за покачување на доместокот за собирање и транспорт на комуналниот отпад. Освен за комуналните услуги во градското подрачје на Виница, зголемување на цената има и за корисниците од селата Градец и Стибања, Пеклани, Трсино и Драгобраште. Тие во иднина ќе плаќаат паушален износ од по 150 денари месечно. Основното училиште Кочо Рацин од Блатец почна со реализација на проектот за подобрување на условите за настава во објектот на подрачното училиште во село Липец. Во тек е замена на старите и дотраени прозорци со нови, изработени од ПВЦ материјал и термопан стакло. За оваа намена се инвестираат над 180.000 денари. Со тоа ќе се подобри енергетската ефикасност на училниците, а ќе се обезбеди и заштеда на огревен материјал. Изведувач на работите е фирмата Конструктор Ком од Кочани, која има рок од 10 дена да ги комплетира преземените обврски. Дополнително во училиштето во Липец ќе се работи и на обновување на подот на едно од училниците. Таа ќе се адаптира за изведување на наставата по физичко воспитување. Освен тоа, наскоро треба да почнат и градежни активности за изградба на подпорен ѕид над училишната зграда во Липец.
Со тоа ќе се создадат услови за поплочување на улицата, која се наоѓа до самото училиште, а за што општина Виница веќе има преземено обврска и исклучено договор за реконструкција на коловозот. Општина Кочани ќе мора да ја повтори постапката за избор на изведувач кој треба да изврши реконструкција на канализацијските шахти во градот. Причината за тоа е што на објавениот јавен повик не била добиена ниту една понуда. За реализација на предвидените работи беше планирана сума од 150.000 денари, што најверојатно била недоволна за да ги покрие трошоците за поправката. Со тендерската постапка што заврши пред 10 дена, се предвидуваше да се поправат оштетувањата на внатрешните бетонски ѕидови на 20 шахти на улиците во градското подрачје со длабочина до 2,5 метри. Кај 5 шахти пак треба целосно да се реконструира носечкиот венец на металните капаци, како и да се вгради потребната арматура. Санирањето на канализацијските шахти се чекаше подолг период, со оглед што дел од нив имаат сериозни оштетувања и нарушена функција. Дополнително оштетувањата биле предизвикани и од зголемените количини вода по поројните дождови во текот на изминатиот период. Сепак, повторувањето на постапката за избор на изведувач на градежните работи за реконструкција на шахтите најверојатно ќе се одложи за почетокот на идната година, иако трошоците за овие активности беа вкалкулирани во буџетот за годинава. По завршувањето на есенската сезона во поголем дел од кошаркарските лиги, викендов активни ќе бидат само најмладите кошаркари кои се надпреваруваат во М16 лигата. В недела ќе се одигра последното 9-то коло во третата група од оваа лига, во која младите кошаркари од екипата на Баскет Дино ќе бидат домакини на средбата со своите врсници од тимот на Кожув од Гевгелија. Домашните играчи се фаворити, а освојувањето на бодовите ќе им овозможи паузата во првенството да ја дочекаат помирно во средината на табелата. Во моментот Баскет Дино е на 7-та, а Гевгеличани на 8-та позиција. Со оглед што на последниот меѓусебен надпревар минатата сезона нашите кошаркари постигнаа убедлива победа на гостувањето во Гевгелија, се очекува успехот да го повторат и овој пат. Годинава во третата група на М16 лигата тие имаат силна конкуренција со оглед што се надпреваруваат и младински екипи на прволигашки кошаркарски тимови од Скопје, Куманово, Велес и Струмица. Надпреварот Баскет Дино Кожув в недела ќе се игра во салата Сашо Лазарев Чапо со почеток од 15 часот.